Започна судењето на Фадил Зенелов, кој на 1 ноември минатата година ја убишти пијанката Емилија Пешева. Во Штипскиот основен суд Зенелов го призна делото, односно призна дека свесно ја убил Емилија, како што кажа, заради неверство. Во судот беа презентирани сите докази за стореното убиство. Фадил и Емилија се сретнале во напуштен објект на јавното предпријатие ИСАР, место каде што се сретнували и претходно за да разговараат. Но откако разговорот преминал во расправа, Фадил со тупаница ја удрил Емилија, која паднала, а потоа почнал да ја дави. Откако бил сигурен дека не дава знаци на живот, го напуштил местото и се пријавил во полиција. Семејството на убиената Емилија бара доживотен затвор за убиецот. Најстрога казна немаме мислам смртна, ама доживотна да му се даде. Нали? А тоа што се кае, не. Тоа негови измислици. Тоа е монструм невиден, ладнокрвен, но тоа животно бега. Тоа едно маче, едно куче денеска не можеш да го утепаш, во не е играчка, во е човек. Дете оставини, внук. Зашо сираче детенца да го оставиш ти? Сакам он да биде од судијата. Го молам и многу го молам. Многу го молам од душа, како мајка до животно да го суде. Кога ќе излегне ќерка ми од гробиштата, тога и он од затворот да излегне. Во текот на расправата Фадил беше поучен од страна на судот за правата кои ги има и последиците кои следуваат. Знаејќи го тоа, го призна делото, додавајќи дека се кае. Каква ќе биде пресудата на судот, ќе се знае во среда во 13 часот. Ние како полномошници на оштетените, единствено што побаравме е максималната казна доживотен затвор. Оставаме на судот да донесе одлука која што во среда ќе биде објавена и ќе ја слушнеме, понатаму ќе може да дадеме било каков коментар после донесената. Емилија Пешева и претходно трпела семејно насилство од страна на Фадил и многу пати било пријавувано во полиција. Фадил пак бил 10 години во затвор осудуван за тешка кражба, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични, други психотропни супстанци, дело кое го извршил во затворот.